Нови стрели од власта до правосудниот систем. Еден ден откако Европската комисија го објави извештајот за владењето на правото во земјава, премиерот со порака: судиите и обвинителите не заслужуваат повеќе пари. Ќе продолжам да ги критикувам. Во документот од Европската Унија се нотира дека независноста на судството во Македонија е загрозена од притисок и мешање на други државни инстанции, недостигот од судии и обвинители, неиздвојување на доволно средства за судската администрација, дигитализацијата на судството како и несоодветната соработка помеѓу институциите. Исто така се нотирани како слабост на системот. Инаку мене ми е тоа работа да јас јавно ги повикувам судиите и обвинителите да испорачат правда и ќе продолжам во таа насока да коментирам колку сакаат извештаи, нека се објавуваат. Граѓаните впрочем самите се тие кои што констатираат дека немаме испорака на задоволително ниво од страна на правосудниот систем. И тоа е општо позната констатација и јас ќе продолжам во таа насока да испраќам пораки. Со сета политичка одговорност и ризик кој што ги имам, да ќе продолжам, додека не видиме напредок во испораката на правдата. Тоа е прво. Второ, пари повеќе нема да добијат. Од опозицијата со оценка дека извештајот за владењето на правото е катастрофален и е најсилна потврда дека правосудниот систем во државата е под сериозен политички притисок од власта. Од СДСМ посочуваат дека Европската комисија јасно нотира мешање во судството и обвинителството, отсуство на реформи, распространета корупција и проблематични јавни набавки. Ова, почитувани, не е општа критика, ова е директна диагноза за состојбата во која се наоѓа правосудниот систем во Македонија под актуелната влада на ВМРО ОКГ. Она што Европската комисија го забележува како системски проблем, ние го гледаме секојдневно во конкретни постапки и одлуки на премиерот Христијан Мицкоски и неговата организирана криминална група. Целта, почитувани, е јасна: да се спречи независното судство и обвинителство, да се заштитат криминалците и да се продолжи со неказнивоста. Затоа, почитувани, ВМРО намерно го кочат процесот за пристапување во Европската Унија. Опозицијската левица исто така со критики и обвинувања до власта и до премиерот. Оттаму велат дека Мицкоски не го демонтирал коруптивниот систем, туку удобно се сместил во него. Од партијата додаваат дека особено поразителна е оценката за измените на кривичниот законник од јануари годинава, а состојбата во антикорупцијската комисија дополнително покажува колку е компромитиран целиот систем. Најновиот извештај на Европската комисија за владењето на правото представува тешко обвинение против начинот на кој Мицкоски и ДПМН управуваат со државата. Комисијата не опишува неколку изолирани слабости, туку систем во кој корупцијата останува широко распространета. Високопрофилните предмети ретко завршуваат со правосилни пресуди. Измените на кривичниот законник го стеснуваат просторот за гонење, а институцијата задолжена за спречување на корупцијата беше потресена од скандали токму во сопствениот состав. Генералниот заклучок за правосудниот систем во извештајот на Европската комисија е дека ефикасноста продолжува да опаѓа, како што се зголемува времетраењето на постапките во речиси сите судски случаи, со исклучок на кривичните. Во документот се наведува дека перцепцијата за судската независност во земјава останува многу ниска.